ја колата. Си ја гледам колата вака и си викам од човече од кога не ми е измиена. Досега, искрено кажано, во животот ја неам измиено. Ломе, гледај, не е гибната. Хаос. Сунгер неам клаено, во недела ја неам измиено. Мислам дека е време да ја измијам колата, ама не ми се дават 200-250 денари да ја носам на мијење колата. Сега, последниве 2 години, пред 2 години мислам дека отворија едни како бараки сам да ја миеш колата. Ама и таму има процедура. И таму треба некоја физичка активност да се пројави. Ама ќе си ја пробам среќата да видиме колку вешто ќе измијам колата. Не знам како ќе успеам да се снимам, оти сам се снимам. Како и да е, тргнувам до самата локација на миење на колата. Знаеш како, 70 денари сам си ја миеш, али се ти е спремно, се онакво со прскање. Са бајлето поминав покрај едно такво, кога земав овај орган од хемиско, одма до хемиското е то, барачето, и внатре си имаш 300 процедури со објаснување како да измиеш колата. Бев на проба, во меѓувреме Анета ми пушти порака да купиш мандарини, не знам некои глупости, сега баш ќе проверам шо е, но пред да проверам да не ме чукни кола, уште то ми треба. Дури да ја прочитам пораката, пола живот ќе помини. А не дека нешто специјално пиши внатре, значи земи мандарини, портокали, супа, а успат ќе ми стигне уште една порака, земи и ова, земи леп, земи секој дневни работи. И за да не должам многу, решив да ви се вклучам вака аудио и да ви кажам што следува. Прво, ќе одам в пазар, ќе купам се што треба и се што не треба, што би се рекло, и после тоа ќе одам в перална. Тука е мојот прв предизвик, перач на возила. Ајде да видиме. Здраво. Црвен делише се овие? Колку се? Од овие вам. Само по 25 сега само да прашам Анета. Тие се црвенделише, тоа старано сорта. Не сакаш. Чека ја нема жена ми. Без незина дозвола ништо. Певча, 2 кила. Колку сакаш бе? 2 кила. Ало, дали јаболка треба? 4-5 јаболка? Добро, да не земам сега? Црвен делише, што сакаш? Може ќе наберем скеч за нас се напреш може. Чекај тука во мандарините. Еви кусур ќе му дајме. Ете. Повели, со здраве се. Со здравија се трошат. 3 кила? Уште неколку се само. 3 за 100. 3 кила, дај 3 кила, ајде. Многу ќе ми дојдат извај парно. Ја за 3 кила се мисла. 3 кила портокали. Ќе си издајадиме. Мала. Бај се? Благи. Јесе од најстарата сорта делишец. И јесе многу прскани за деца се убои, за сите и за бебиња малива. Викаш не се прскани многу? Не се. 10 пати. Не. Се забркава. Не. Многу не. Колку кила да биде? 2 ќе ми деш. За 100 За 100 4 кила. 4 кила, преубаво. Не многу ќе ми бидат. Не се многу ич. На душмана многу да се. Може за на 100 да се јавиш и тоа.
И мирисе во одајата кој ти кажеш овие мирисе. Ќе правиме сокој. Токму и за сокој бој, за да свесе. Преубај се. Од кај се овие? Брајчино љубовно ако имаш одеме. Како не најубото место е тоа? Таму живеете вие? Тука Битола живее. Битола? Има продавници во Брајчино? Има. Оти немаше во летото кога? Има и кафана има. Јаболка се еден куп. Еве Илија да се парите. Со здравие да се Здравие да јади, се Господ трошиш. здравие само да дава. Тоа е најбитно. Толку да се троши. Annika steht vor dem Supermarkt mit einer weißen Mütze und mit weißen Schuhen. Ich glaube, sie will etwas ruhen. Vom Supermarkt, Supermarkt, Supermarkt. Кога сме кај тема пазар, значи уживам да пазарам, да се мафтам по тезгите со сати, лубенците да ги чукам една по една за да погодам која била зрела, која била зелена, ги знам сите производи од кај се, во новаја тезга имаш од едно село на другата, увезени на третата, не знам, од Хрватска имале мандарини мали, што не се лупат, ама ти ги дават 5 кила за 100 денари. Сакам да ги поставувам истите прашања и покрај тоа што знам дека ќе ги добијам истите одговори од типот дали се благи портокалите. Нормално тој ќе речи дека се благи, сигурно дека нема продавачот да речи не бе кисели се, не ги купувај. Тоа се тие одговори што сакаш да ги слушниш едноставно, од типот на кој ќе влезеш на пример во дуќан за облека, ќе се облечиш, продавачка ти вика одма преубаво ти стои, ти знаеш дека залепена ти е, стомакот ти се познава, од сите страни се осеќаш како истурен, ама таа ти вели преубаво ти стои. Имаш ти дава некоја самодоверба, некоја самопоуздање. Како што можете да забележите, веќе сме во пералната, тоест правам обид да влезам, 2 пати ми изгаси колата, малку е тесно, морам да признам, или е тесно, или јас сум лош возач, како и да е, еве веќе сме во пералната, колата е паркирана и време е да започне самата акција. Ајде, со среќа. Само пај си ја на рака уво, тај веќе снима. Вака? Да, да, тоа што гледаш што се снима, само овај прстот да не влегува. Тоа. Добро. Значи само што стигнав, дојди малку да снимам овде. Прв пат во животот, значи вако нешто правам, стотка сакав да клам, ситно нема, значи одма проблем до газдата кој да е. Брат, 70 денари ситно кај да најдам. Со трчање бев таму тука до еден салон, најдов и имам 70 денари. Значи принципот е 70 клавам. Чекај. Ставиш мене шампон 2 минути, пауза 1 минута, вода 4 минути. Вајда ќе стигне за толку време. Ми треба мене малце појте. Фала до снимачот, иначе снимачот рандом го најдов, фала ти. Чекај са, ова прво? Да. Ама чекај. Чекај Колку се. клаве? 70. Парата. Песката не ја прима, значи. Да, уште еднаш треба. Ајде, видиме. Не, ако не ја прима песка да ја сакне. Ете ја. Добро. Прво Чекај, пена. Ајде, брат, ти за пенаш. Ова е пена. Ова е за пена? Не, го животот не е вако. Нешто траено. Да манам овде? Не, пена, Овде. е таму. Пена, не ќе манев на стоп. Прво пена и 2 минути имаш. Да не ти исти. Ајде. 2 минути. Сега!
Значи работи, брат. Супер. Еј, точно на време. 100% ги имат мене нова. Да. Не, долу. Сега отимеш со ова е другата. Кај е тај? Вземай го пиштол, јас ти го. Кај е тај? Ова е? Да. Откачи го само горе. Намести се. Јас ке ти пуштам вода. Од кај ке почнеш? Од таму? Ајде. Спремен сум! Успешно завршена мисијата. Ја извадив надвор колата од пералната, почнав да ја бришам со едни крпи тука што беа остаени, демек онака, освен што е миена, тука избришана е стакло да свети. Си реков кој ќе ја донесам дома колата, нета фотографии за на Инстаграм ќе прави. Во животот прв пат Маријан ја изми сопствената кола, како да ти кажам. Дури ја бришам колата, се појавува еден човек, ја паркира внатре неговата кола, почнува да ја мие. Во одреден момент гледам дека тој си ги извадил патосниците, ги клал таму на едни штипки, ги шприца и нив. И си викам, човече, јас као глуп испаднав, ги заборев патосниците да ги измијам. Али како и да е, реков тоа е то битно од надвор, стакло ја направив. И дури возам, во одреден момент го слушам само овај звук. Да, тоа е тој звук, дожд и џабе, и миење се виде и се. Како и да е, моето прво искуство со миење на сопствената кола заврши. Да, ќе заборавив. И поима немам зашто германска музика оди во позадина. Како и да е, натвор врни дожд, јас ја миев колата, германска музика оди во позадина, тотален абсурд, драги мои пријатели. Тоа е то. Лека ноќ. Du bist hier falsch geparkt, ich sagte, die ganze Welt ist ein großer Supermarkt.